И годинава, последната недела од мај, на календарот на културните случувања во Кочани беше резервирана за одржувањето на Драмскиот аматерски фестивал. Од некогашната Републичка аматерска драмска смотра, што за прв пат во Кочани се одржа во веќе далечната 1977 година, градот станува постојан домаќин на смотрата се до денес. Во меѓувреме, во периодот од 1992 до 2000-та, Републичката аматерска драмска смотра е применувана во фестивал на аматерските и алтернативни театри, а од 2000-та до денес го носи називот Драмски аматерски фестивал или ДАФ. Во изминатите 50 години на одржување на фестивалот биле прикажани околу 750 драмски представи со впечатлива бројка од близу 8500 актери, артисти, режисери, сценографи, суфлери, инспициенти, светло и тон мајстори, менаџери и водачи на театарски аматерски ансамбли. Годинава фестивалот се одржа по јубилеен 50-ти пат, а беа пријавени 46 представи, што е рекорден број, од кои само 10 беа селектирани и влегоа во фестивалската програма. Гран прито за најдобра представа, како што е познато, го доби Домот на Бернарда Алба во режија на Кристина Атанасова Арсова, а во изведба на аматерскиот театар при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Покрај тоа, кочанската актерска екипа доби уште едно признание за главна женска улога. Во овој осумаголник разговараме со добитничката на наградата Марија Георгиева и со претседателот на собранието на ДАФ Емил Рубен за видувањата за овогодишниот фестивал и драмскиот аматеризам кај нас воопшто. Марија, на почетокот честитки за одличното представување на Драмскиот аматерски фестивал и освојувањето на двете награди. Благодарам. Очекувавте ли како екипа во целина да се закитите со некоја награда со оглед на конкуренцијата што беше на 50-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал? Прв пат на ДАФ не се надевавме толку многу, но бидејќи ги следев сите представи кои учествуваа на ДАФ, бидејќи ние бевме во предпоследниот ден и гледајќи ги представите, имавме надеж дека и ние можеби сме подобри од нив. И така, на крајот бевме секако изненадени, бидејќи ја добив и главната награда за главна женска улога и добивме гран при за најдобра представа на ДАФ, и тоа за прв пат се пријавуваме на овој фестивал со вечерна представа, бидејќи досега имаме повеќе детски представи. Ова не е прв пат да правиме ваква вечерна представа, која е доста сериозна за нас. Заслуга за успехот на целата екипа со која глумиш секако има и режисерката на представата Кристина Атанасова Арсова, која веќе е искусен актер, а раководи со драмското студио во рамки на Центарот за култура Бели Мугри. Напорни ли беа подготовките за оваа представа? Да, напорни ни беа многу пробите. На почетокот ни беше премногу тешко, бидејќи сепак тоа беа сериозни улоги и посебно на мене, бидејќи имав доста текст и исто така морав гласот да го менјам, да зборувам на грло, да изгледам како повозрасно, бидејќи сите во групата што сме децата сме на иста возраст и за да се разликувам јас како повозрасно од нив, бидејќи во представата глумев мајката со своите ќерки. И за да изгледам повозрасно од нив, морав да го менувам и мојот глас, што на почетокот ми беше тешко да се навикнам, но со повеќе проби го совладав и тоа. Рече, млади сте, а играте тежок текст. Една психолошка драма, би рекол. Колку беше тешко да се совлада улогата, да се навлезе во ликот и да се исполнат барањата на режисерката? Па, на почетокот, како што реков, ни беше потешко, но со повеќе проби го совладавме се до тоа. Пробувавме претежно само саботи пред премиерата, кога дојде времето пред премиерата, по-интензивно работевме, скоро секој ден, после училиште. По едно 2-3 сати не задржува и така. Имајќи предвид дека кочанчани ја видоа до сега представата, имавте гостувано некаде во други градови? Не, но сега ќе гостуваме после ДАФ. Годинава ДАФ се одржа по јубилеен 50-ти пат. Организаторите рекоа дека имало голема заинтересираност за учество на фестивалот, конкуренцијата што да се одбере не била мала. На фестивалот имаше и дури гости од странство. Гледаш ли некоја друга представа и какво е твоето мислење за она што беше прикажано? Па да, имаше добри представи. Едно од подобрите што на мене ми се допадна и што мислев дека се конкуренти наши, беше представата Жив човек од Јосиф Брос од Скопје и уште едно од Тетово, не знам како се викаше, но тие беа исто така добри представи, а останатите така. Со оглед дека представата имаше неколку изведби пред започнувањето на ДАФ, добро се представивте на фестивалот
Какви се плановите за понатаму? Се размислували можеби за нов драмски текст или се уште не сте се договориле? Па не, неверојатно од септември ќе почнеме да работиме друга представа, заедно со Кристина од Драмското студио, истата екипа, неверојатно ќе работиме комедија. Не се знае, се уште не е ништо открила нашата режисерка. Кои се твоите лични планови за продолжување на образованието со оглед што од наесен тргнуваш во средно училиште? Па се уште не можам да се одлучам зашто. Планирам да одам општа гимназија, па подоцна ќе видиме. Сите што глумите во представата Домот на Бернарда Алба сте млади членови на Драмското студио. Имате известно искуство од претходно, веројатно ова не ви е ни прв успех на фестивал или прва награда. Исто така порано кога спремавме детски представи, учествувавме на повеќе фестивали и на еден фестивал во Штип. Исто така освоивме гран при за најдобра детска представа, Принцот и ластовицата, и таму освоив исто така главна женска улога во ликот на ластовицата. Си водела ли евиденција во колку представи си учествувала и какви ликови досега си одиграла? Па не знам точно да кажам, не можам број точно да кажам, да. Што е полесно да се игра? Комедии, детски представи или она што сега го одигравте? Јако само една до сега? Да, па како што сега рековте самите, бидејќи имаме изиграно само една вечерна представа, полесно е да ги правиме детските представи. Па ќе видиме сега, ова представа ни беше трагедија, доста тешка представа, психолошка, па понатаму ќе видиме за комедии и за други. Колку е лесно да се навлезе во психологијата на ликот што треба да се одигра за успешно да се донесе на сцената? Лесно ли е еден млад човек, една млада личност како тебе да одигра сериозен лик? Па не е баш лесно, но моравме многу да се сконцентрираме, да навлеземе во ликот дома, исто така дома си вежбавме пред огледало, си правевме, изнасявме си ги нашите емоции. Пробувавме да се совладаме со ликот кој што го играме на сцена. Има ли сличност меѓу сегашноста и времето во кое се случува действието во представата? Нешто што може да ги поврезе ситуациите за полесно да се навлезе во суштината на ликовите? Па, може, да, има. Има го. Посебно делот кога што, например, ќерките се заљубуваат во еден маж, а јас одлучувам, бидејќи јас сум мајката на која и починува сопругот, и ги затворам дома своите ќерки, не им дозволувам да излезат 8 години, и тие не можат да издржат повеќе затворени и ми се спротивставуваат на мене. Исто така повеќе од ќерките се заљубени во еден ист маж, но јас одлучувам само старата да се омажи за него, бидејќи таа е најбогата, најголемото богатство од татко и останало на неа. И потоа настануваат конфликти меѓу ќерките, која да го земе тој Пепе, кој е мажот кој го сите сакаат, а тој е влюбен само во најмалата и така настануваат големи препреки, што мислам дека и во денешно време е можно такви работи да се случуваат. Имаше ли необични случаи додека ја подготвувавте представата? Па да, имаше. Каква награда од гледачите кои дојдоа да ја видат представата, добивавте бурни аплаузи, а имаше и одлична посетеност на секоја ваша изведба, па дури и за време на Драмскиот аматерски фестивал. Бевме доста посетувани, бидејќи имавме на премиерата, исто така имавме голем број на посетители, но и на репризите имавме уште 3 репризи, кои исто така беа доста посетувани. Имаше бурни аплаузи на прогласувањето. Да. Очекувавте, рековме на почетокот, можеби да добиете награда, меѓутоа не гран при, не женска награда. Дали тоа е посебно предизвик што јубилеем? Да, секако оваа награда многу значи за нас, бидејќи прв пат се пријавуваме и тоа на 50-тиот на јубилејниот ДАФ, и секако ова ќе не мотивира за да продолжиме понатаму да бидеме уште подобри. Јас се надам дека ќе успеете да донесете уште награди, не само овде во Македонија, тука ако учествувате некаде и во странство. Се надеваме и ние. Господин Рубен, спуштена е завесата на 50-тиот Драмски аматерски фестивал овде во Кочани. Како вие, како претседател на Советот на фестивалот, сте задоволни од тоа што годинава протече и како подготовка и што беше прикажано? Како? Што знам, ние во таа бројка 50 години од фестивалот на аматерскиот фестивал, нели? 50 години малку бевме и пред време уплашени, но затоа веќе кога заврши минатиот фестивал почнавме со подготовки за овој.
Сметавме дека тоа е една грандиозна бројка, 50 година аматерски фестивал во Македонија. И имавме еден посебен однос кон тоа што сега да направиме, како да направиме, што би требало да биде нешто поразлично него секоја година и така, да му дадеме еден значај. И вака како што испадна, мене ми се чини дека не поминавме лошо. Напротив, имавме извонредна селекција која направи Звездана Ангеловска. Тоа се покажа како еден фин успех, но тоа не зависи само од Снежана, која беше еден одличен селектор, туку од понудата што ја имавме. Понудата беше 47 пријавени представи. Тоа е една бројка која импресионира. Селекцијата се покажа одлична, програмата извонредна и тоа е основата. Тука сме најзадоволни. Се разбрегнавме и манифестации околу фестивалот, една изложба која презентираше многу интересни документи од почетокот на фестивал, на сите фестивали, од почетокот па до ден денеска, документи, фотографии, новински извештаи, импресии и така натаму. Рековте 47 пријавени, значи ли дека нема опасност да замре аматеризмот, театарскиот аматеризм? Никогаш нема опасност да замре театарскиот аматеризам, напротив, тој само ќе се шири. Па гледате, вие имате неколку нивоа на луѓе кои се бават со аматеризам. Тоа се прво во основните училишта. Имате еден сегмент од прекрасни представи кои се изработени во основните училишта, па после иде во средните училишта, па после иде во слободните аматерски групи кои живеат понатака после своите училишни денови, нели? Па дури се завршува и со пензионери, кои се многу интересни групи пензионерски. Ние се радуваме секогаш кога ќе ги имаме овде луѓе во своите зрели години, со најголема љубов се кон својата театарска дејност, ако можам така да кажам. Се кине ли таа нишка меѓу професионализмот и аматеризмот? Има ли некаква голема разлика? Сега тоа би ни треба малку повеќе време. Може би и треба да има разлика. Но тоа е една тема. Знаете, аматеризмот е еден спонтанитет, аматеризмот е една љубов пред се кон тоа што се вика театар, изведување на представи, представување, промислување околу драмски текстови и така натака. Тој нема формула да се доближи до професионализмот. И не треба да се доближува до професионализмот. Аматеризмот има своји знаци кои се многу драгоцени, баш затоа што не се професионални. Кога би се доближало до професионалниот труд, да кажеме да имаме аматерска представа која заличува или се приближува или е како професионалните представи, не знам колку тоа би било добро за тие луѓе пред се кои се бават со тоа, а и за публиката. Не се во професионалноста, во смисла на занает, на бавење со театар професионално. Некогаш е многу интересно кога имате едно дружење на тема театар, но не професионално. Многу имиња денеска професионални театарски биле на овие штици во Кочани и станале познати дури подоцна. Така и ќе бидат. Тоа се само поединци. Не е тоа правило. Тоа се поединци кои се во својата желба да се бават со театар, дефинитивно почнуваат да промислуваат, да го посветат својот живот професионално на театарот и тие мора да
изучат школи за тоа, нели, академии за тоа постојат и така натака, и тие преаѓаат во професионалци, и тоа е една димензија која е сосем друга од аматеризмот. Така да, не викам дека нема луѓе кои растат како цветови и се развиваат во дрвја, што ја знам, фиданки прво па дрвја, и стануваат одлични артисти. Да, има многу, но има многу помногу луѓе кои исто така преку својот аматерски ангажман си го исполнуваат својот живот, се докажуваат на некој начин, но не промислуваат да бидат професионалци. Како човек кој што доаѓа од театарот, професионално се занимава со оваа дејност, што би им препорачале на аматерите? Кои текстови, какви текстови да работат, што е она што можеби ќе биде поприфатливо за нив и ќе интересира публиката? Не можам да препорачам ја ништо конкретно. Тоа зависи од средината, од групата, од афинитетот на секоја група поединечно. Некогаш тие луѓе знаат да одберат извонреден текст кој им приличи за тој момент на таа група која промислува театар. Некогаш грешат, па ќе земат нешто што ќе ги доведе во некоја закоченост или во стрампутица некоја, баш поради тоа што текстот не е одбран добро. Но тоа не можам јас да го кажам, или вие, или било кој. Тоа они сами мора да го осетат. Имаше експериментирање овде на сцената, порано би рекол, алтернативни театри доаѓа, представи кои што помалку би рекол беа невообичаени за нашите традиции, културни и театарски. Што сакате да кажете? Па едно време овој фестивал се обиде, јас не сум бил тогаш, но имам некои сознанија, нели, да биде и фестивал на алтернативни сцени или алтернативен театар. После се увидело, најверојатно со причина дека тоа не треба едно со друго да се меша, професионализмот со аматеризмот не треба исто така да се меша, и од тие причини пак дојдовме на она што и порано било, а тоа е театар, драмски аматерски театар, да го имаме само него. Мислам дека тоа е во ред. Ме прашавте за експериментални сцени. Експериментални сцени можат да бидат и во аматеризмот. И се знае, тоа е можеби едно подлабоко промислување или што ја знам, што ти ја знам, не знам. Но професионални сцени и аматерските сцени не треба да се мешаат. Треба да се оделат. Го оправдале Кочани 50-тиот фестивал, домакине на 50-тото издание, има ли можности да остане во Кочани? Се зборуваше дека можеби треба и да го изгуби. Не знам што се зборувало. Не знам што се зборувало, не сум запознен, но мислам дека Кочани е град кој многу допринесе за аматеризмот во Македонија. Генерации и генерации луѓе го паметат Кочани, веќе зрели луѓе, јас сретнувам по гради, јас сум учествувал во Кочани како аматер. Луѓе од разни професии, кои немаат денеска врска со театарот. Тогаш биле школарци, биле во аматерски дружини и така натака. И тоа им е останато во најубаво сеќавање. Ако ви кажам дека јас го паметам Кочани од 66-та година. Прв пат сум бил во Кочани. Го паметам по мостовите, паметам дека дававме некоја представа, но не аматерска. Гостувавме со македонскиот театар. Дали беше Антица, дали беше Крва македонска свадба, не знам. Од 66-та година, па секоја трета, четврта година, сигурно сум доаѓал во Кочани по некој повод, а најповеќе поради аматерскиот фестивал. Можам да ви кажам дека го пратам градот, колку љубов има према овој фестивал, да не верувам дека некој може да му го одземе.
чисто не гледам кој би можел да му го одземе. Толку традиција. Тоа ли беше причината да прифатите функцијата што сега извршувате во рамки на фестивалот? Поврзаноста со Кочани? Нема тука што да се прифати. Јас имам функција на председател на собрание. Јас можам да помогнам колку што можам во некоја си организациона смисла и така натака, но тука има многу други луѓе во управниот одбор и така натака, кои се грижат за овие работи и кои се многу поискусни од мене во оваа сфера. Јас сум тука така. Прв меѓу еднаквите ви рекли? Така некако. Останувате на оваа функција до крај? Јас мислам уште година дена требам да останам. И со задоволство ќе останам. Меѓутоа верувам дека поврзаноста со фестивалот нема да заврши и после тоа. Не, и пред тоа имало поврзаност со фестивалот. Ја не сакам сега многу да ја тегнам работата и да раскажувам. Јас сум играл и професионално неколку пати во чест на фестивалот овде. Сме играле представи кога сме биле повикани во чест на наградените и така натака. Благодарам за разговорот. Посакувам успех во работата и на фестивалот. Фативте сега на умор така малце на после фестивалот кога се заврши, така да простете ако бев малце конфузен. Благодарам.